дискутираме само во тој дел. Јас ви благодарам, господине Бачев, повелете. Добар ден и од мене. Јас накратко само ќе се задржам околу овие точки во интерес на времето со некои конкретни предлози, бидејќи сметам дека нели дебатава ќе биде корисна ако биде доволно практична. Значи во однос на ова за една изборна единица, ние како партија стоиме зад тој модел. Сега да не го образлагаме, сите знаеме дека нели тој модел дава најдобра можност за еднаква вредност на секој глас, да се вреднува секој глас во изборите и дава најоптимален баланс меѓу освоените гласови и бројот на пратенички мандати. Во однос на отворени листи, нашето мислење е дека тоа не треба да има да не бидат со отворени листи, бидејќи ние 20-30 години на политичката сцена во Македонија гледаме разноразни експерти кои само чекаат да им намигнат по големите партии и забораваат дека се експерти и преку ноќ одат на нивните листи. Значи тие отворени листи за тие експерти, законот им дава можност ако сакаат да станат пратеници, ќе си направат независна листа, ќе се излезат пред народот и ќе видат колку се популарни. А вака да глумат експерти и, како што кажав, прва прилика чекаат да се најдат на пратеничките листи. Ова го зборувам од причина што суштината на парламентаризмот е политичката партија. Без политичка партија нема парламентаризам. Ако е така, значи партиите се суверени да се ги состават листите и со своји кадри да излезат на изборите, а експертите нека повелат на независни листи, па ќе се ја видат популарноста. И исто така се залагаме да има забрана за предизборно коалицирање, бидејќи во овие 30 години ние се нагледавме на формирање на партии по нарачка. Еве гледате таму во коалицијата на СДСМ и ВМРО ДПМН има по 20 до 25 партии. Еве само за ВМРО знам сигурно од 90-та година таму 7 партии беа формирани по нарачка од МВР, со цел да има бројка таму на тие партии, така да има решение во изборниот законник да се забрани тоа предизборно коалицирање, а после изборите слободно нека се коалицираат партиите ако се најдат со заеднички програми. Исто така, еден конкретен предлог, тука има еден член таму 19 кој кажува дека Државната изборна комисија со одлука определува надоместок за членовите на избирачките одбори. Тие избирачки одбори се околу 3600 во Македонија, на 3600 избирачки места, и со новите законски измени од тие 5 души, тројца се од администрацијата, двајца ги предлагаат партијата на власт, најголемата партија на власт и најголемата партија на опозицијата. Во сегашните констелации, значи ВМРО, ДПМН и СДСМ, во албанските средини, ДУИ и не знам која е втора таму, дали Алијанса се води као втора по големина партија. Сега тука е интересно што тие членови на одбори од партиите тој ден популарно што седат на кутиите од 7 до 19 часот добиваат дневница од буџетот. Значи ги плаќа буџетот, а во член 22 таму законот ни дава и нас можност. Сите што учествуваме на избори да определиме наши представници на кутиите, меѓутоа ако сакаме ние да имаме наши представници, или треба да се ги најдеме доброволно да седат или ние да се ги платиме. Значи, а тоа не е мала бројка, реков има 3600 избирачки места, тоа се 3600 членови и плюс имат заменици, тоа се 7200 луѓе, што значи овие партии од власта добиваат од буџетот, а ние треба само да ги плаќаме. Стана збор околу изборниот праг, тука не треба многу да гледаме страшно на изборниот праг, бидејќи ние се малку го вулгаризираме тоа. Произлегува дека ако нема праг и 100 гласа да освоиш, пратеник ќе добиеш. Значи да нема праг, не можеш со 100 гласа, со 500 гласа, со 1000 гласа да добиеш пратеник. Значи што кажуваше 0,8, еве тој праг што го спомна, на 1.200.000 излезени, тоа е 9.000. Значи пак треба да се освои некоја бројка и тој изборен праг треба да се гледа во една друга конотација. Пример, ако види 3% на милиони излезени, тоа е 30.000. Ама сега вака со 30.000 добивате 4 пратеника. Значи не еден пратеник, купче добивате. Тој праг е соодветен пропорционално со бројот на пратениците. 3% од 120 пратеници е 3,6. Значи повеќе од 3,5 добивате 4 пратеници. На 50 или на 60 добиете 7 пратеника. Значи не е еден пратеник со ако го поминете прагот. И сега тоа го наметнувам во смисла што ние тука однапред како да животариме. Се молиме Бога да освоиме еден пратеник. Значи не треба да биде смислата ако е за еден пратеник, не утре ќе отидеме кај Мицковски или Заев, ќе се испазариме, ќе ни даде едно пратеничко место на листата. Значи нашата цел треба да биде поголема. Ние мора веќе да работиме да го разбиеме тој двопартизам. Еве како што се случи во албанскиот кампус 90-та година, кога почна ПДП ДПА, па ДПА ДУИ, па ДУИ БЕСА, па БЕСА сега Алијансата. Значи таму веќе разбиеме тој двопартизам, а ние 30 години го имаме истиот монопол
Значи ние треба целта да ни биде сега да освоиме некоја бројка на претеници кои што ќе бидеме релевантни во собранието и на некои наредни избори. Сега може би е претенциозно се каже да ги победиме ВМРО ДПМН или СДСМ. Така да не треба ние тука сега да бараме милост за еден пратеник. Со еден и без еден пратеник, како да нема ништо. И суштината главна е сега во вториот дел ќе стане околу финансирањето, значи тоа е битниот модел и медиумското представување, инаку се друго ништо не правиме. Слободно нека има прак, ама да се избориме за и нека биде дури изборен ова мнозински модел. Ама да се избориме за тој медиумски пристап. Ја ќе ви кажем еден пример на една дебата кога беше и Заев таму за референдумот. Ние водихме таа кампања за бойкотира на референдумот и Заев нас ни предложи, вика, повикајте ги вие, вика, нека излезат, па нека си гласат против. Добре, викам, ќе ги повикаме, ама викам ти 5 минути на Сител и ја 5 минути, ти 5 минути на Канал 5 и ја 5 минути, ти 5 минути на Телма и ја 5 минути. Па ти кажи си го твоето, ја нашето и ќе го повикаме народ, нека излезе. Значи, тоа најбитно е, ако успееме некој притисок да направиме за медиумското представување, али тоа по вториот дел, нели, ќе биде инаку. Ја се надам дека ќе има некој притисок од тука, тоа инаку ова се што кажам јас, ја го имам тука, ние ова го имаме поднесено уште 2010 година. За ова се што кажа за изборниот модел, ама ова се стои закочено во собраниските фиоки во собранието и сега битно е тука ако може некој притисок да направиме, да се слушне од тука се бали имало 12 пратеници кои што Ама само 12. Беа предвидени 31 по моите информации, се откажали и само сега ние да видиме колку можеме тука да направиме некој притисок да произлезе за тоа. Ви благодарам. Благодарам. Господарката Јованка уште преска ми најави дека ќе мора да